Овие луѓе од руралните општини секој ден продаваат на Тетовскиот зелен пазар, но за да стигнат до своите импровизирани тезги, мора да дојдат со такси или со сопствен превоз, трошејќи ги заработените пари од тоа што ќе го продадат. Така е повеќе од еден месец, откако владата донесе одлука да се укине организираниот превоз од Тетово кон соседните општини, како една од мерките против COVID-19. Нема никаков превоз, само сопствен превоз, возила. И како се сноѓате, трошок е голем? Па е, нормално дека е. Нема што да правиме, тоа е. Често превоз, ако ќе има помалу работници, помалу луѓе во автобусите, као Скопје, 2 пута по 50-100 души, ете и ти пропас. Од кризниот штаб на општина Тетово велат дека пред 2 дена испратиле барање до владата да се укине забраната за организиран превоз, како дел од процесот на улеснување на мерките. Барањето се разгледува од Комисијата за заразни болести. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи се надева дека до крајот на неделава ќе се прифати нивното барање. Една мерка не дошла, например, до улеснување да биде комплет како што било претходно. Значи, сметам дека меѓу другото ќе има исто така и некои други стандарди во однос на превозот, во однос на бројот на луѓето, во однос на заштитата која треба да биде користена и тоа ќе треба да биде испочитувано. Низ градот се уште може да се забележи дека има превозници кои вршат организиран превоз од Тетово кон соседните општини. Велат дека се принудени на ваков чекор, затоа што тоа им единствената екзистенција. Но засега сите прекршители од полицијата се писмено предупредувани, затоа што се уште нема правна рамка како овие превозници да се казнат парично. Отаму најавија дека и во наредниот период се додека трае забраната. Нивни екипи ќе ја контролираат состојбата на терен и ќе постапуваат во рамки на законот.